Здраво на сите, јас сум Нина, а вие ја следите 115-та епизода на Шорткат, прва во оваа 2024 година. Во продолжение ќе ве запознаеме со настаните кои ги одбележаа првите денови од годината. Останете со нас. Ова емисија на Шорткат ја започнуваме со важна вест за сите идни магистри и доктори на науки. Министерството за образование и наука ги објави двата конкурса за доделување стипендии за академски студии од втор и трет циклус за академската 2023-2024 година. За лицата кои запишале магистерски студии се предвидени 50 стипендии, при што 40 се наменети за природно-математичките науки, а 10 за општествените науки. Висината на стипендиите е 9000 динари, а се исплаќаат во време траење од 9 месеци. За докторски студии ќе се доделат 15 стипендии, при што висината на стипендијата е 18000 динари, а селектираните докторанти ќе ја добиваат во време траење од 12 месеци. Двата конкурса ќе траат се додека не се исполни вкупниот број на предвидени стипендии. Доколку се пријават поголем број на кандидати за стипендиите за магистарски и докторски студии, тогаш МОН ќе изврши рангирање врз основа на критериумите за пријавување. Продолжуваме со информација за она што е актуелно овие денови, загадувањето на воздухот. Над 740 јавни установи во сите делови од земјата се уште се греат на мазут или нафта. Болници, училишта, градинки, спортски сали, затвори, културни установи се само дел од долгата листа на загадувачи кои користат фосилни горива и го загадуваат воздухот. Според податоците од Институтот за јавно здравје се проценува дека секоја година околу 4000 луѓе умираат како последица на загадениот воздух. Промената на начините на затоплувањето на државните и општествените објекти е иницијатива која постои веќе неколку години, но за жал се одвива со бавни чекори. Ова го предвидува и мапата која ја подготви иницијативата Шанса за центар, каде се вметнати сите институции кои користат мазут или нафта за загревање. Најголем дел од нив се во Скопје над 100, а во Битола има повеќе од 40. Од Министерството за животна средина информира дека во тек се неколку проекти кои ќе помогнат за справување со загадувањето од овие објекти. Еден од нив е проектот EU for Clean Air со вредност од 10 милиони евра. Тој ќе се спроведува во 4 големи градови: Скопје, Битола, Куманово и Тетово. Целта е да се намалат емисиите на PM2,5 и PM10 частичките. Се очекува со овој проект да се заменат застарените и неефикасни котли за загревање во 70 јавни објекти во овие градови, велат од Министерството. Во главната тема на оваа епизода ќе ве запознаеме со 12-годишниот Диар Ајдини од Чаир. Иако е млад, тој поседува извонреден талент за создавање нови дела со механички уреди. Во интервјуто со Ајдини ќе видите 3 негови макети изработени според модели на вистински уреди, светлосен аларм, вентилатор за лаптоп и вентилатор за телефон. Талентот на 12-годишниот Диар Ајдини од Чаир на почеток се појавил како љубопитно за тоа како функционираат автомобилите. Прв што го забележал интересот на ова момче бил неговиот дедо, кој на внукот му купил модели на автомобили што може да се расклопат, за тој да може да учи преку гледање и допирање на машинските делови. Потоа родителите му купиле дрвени материјали, кабли, прекинувачи, генератори и други работи кои ќе му притребаат за тој да изгради разни механички уреди. Dzisiaj mam sondę, papy staje panem arsenał fizyczny. Będę magnetem w elektrykę, robić szmaltojsza w regularza prewilenie. Кратко од како се запишал во Digital School за да научи програмирање, Диар донел на час роботска рака изградена од дрвени материјали и електрични делови. Неговиот инструктор Бујар Хамити се заинтересирал за ова хоби и почнал да го храбрува Диар да експериментира и да носи по едно ново дело на секои 2 недели. Диар е филмиште како мини робот и цели меанта писалите, другите, меантите мотори, бъде на телевизија. Приклучи девет посетите тоа спочумираме на програми, малите, але не дите ваш диалект бъдеме на проекти за да се направи. А што важните диалект однасове на што ја, што ќе ја, се предичката не.
Дијар вели дека не му е тешко да направи такви дела, бидејќи во принцип за секој механички уред потребно е само да се знае како работи струјата и како да се контролира нејзиниот проток со правилно поврзување на каблите. Во моментов тој се обидува да изгради генератор за струја и вели дека ова хоби ќе продолжи да го практикува и во иднина. Емисијата продолжуваме со една интересна вест од светот на видеоигрите во која ви ги представуваме најавите за нови филмови и серии инспирирани од гейминг индустријата кои можеме да ги очекуваме во текот на годинава. Прва е анимираната серија инспирирана од Tomb Raider, легендата за Лара Крофт, која ќе биде достапна на Netflix. Лара Крофт е една од најмаркантните женски ликови во геймингот и наречи се сите девојки и жени геймерки им е наиграна игра. Втората е Fallout од Prime, а во серијата има и појавување на познатиот актер Кайл Маклахлан. Третата видеоигра која послужи како инспирација за филмување е Арка, а за самата продукција на анимираната серија стои името на познатиот актер Вин Дизел. Кога сме веќе кај игрите, да споменеме дека 13 годишниот Вилис Гибсон од САД е првиот човек што успеал да ја заврши видеоиграта Тетрис 34 години по нејзиното објавување. Тетрис беше создадена во 1984 година од советскиот инженер Алексеј Пајитнов, а се здоби со популарност по нејзиното деби на Nintendo и рачната конзола Nintendo Game Boy во 1989 година. И ова е крајот на денешната епизода на Shortcut. Ви благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok доколку имате некои сугестии и предлози и секако читајте рубриката CTRL на Метамака. Се гледаме идната недела во истото време. Чао!